Со прикажување на долгометражниот игран филм На се ќе дојде крај, во режија на хрватскиот режисер Рајко Грлик, вечерва ќе се затвори 9-то издание на меѓународниот филмски фестивал Кине Нова. Филмот е копродукција меѓу Хрватска, Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Турција и Бугарија. Станува збор за политички трилер според романот на Мирослав Крлежа На работ на умот. За музиката се погрижи македонскиот композитор и продуцент Дуке Бојаджи. Актерот Јанко Поповик Воларик и продуцентката Елена Станишева пред проекцијата зборуваа за соработката и предизвиците со кои се соочиле. Па мене најомилен ми е Уставот, дефинитивно, бидејќи тој е поблизок до мене како генерацијски и по јасно можев да ги видам тие филмови, а инаку копродукцијата започна преку Дејан Милошевски. Дејан Милошевски се јави и ме замоли дали би сакала да бидам копродуцент на овој филм и дали би сакала да го копродуцирам. Кога го прочитав сценариото, нормално ми беше интригантно, бидејќи се работи за жанровски филм, се работи за трилер, има политичка нота која што на некој начин мислам дека е доста интригантна и така пецкава нота, и заради тоа го аплицирав. Поповик, кој за време на престојот во Македонија одблиску се запозна со македонската кинематографија, даде и краток опис за неговото творештво и работа со Грлик. Тако исто ми е драго да постои Рајко, кој снима још те некакве gdje možeš vidjeti građanstvo i nije samo komedija na selu ili socijalna drama ili ratna. Tako da kad me zvao me nekoliko puta na nekakve ručkove, ja nisam znao o čemu se radi, a onda me pozvao na audiciju na kojoj sam zapravo sa Živkom kliknuo. Sama audicija nije baš bila najbolja i obojice smo bili dosta nesretni. Živko Manačić koji glumi glavni lik Maksa Pintera. I između dvije scene smo sjeli na kavu pred produkciju i pričali Živko i ja, a Rajko nas je potajno prisluškivao. I onda je izašao van i rekao, ovo hoću. Еден од најпопуларните актери во регионот зборуваше за улогата во филмот која ја следи приказната на успешниот адвокат од Загреб, кој се судира со моќен клиент поради што губи се, па дури и сопругата. Jer mislim da je bitan film koji se bavi frustracijama svih nas, a uz to nam donosi lijepu ljubavnu priču. Филмот кој вечерва се прикажува во Домот на културата Билјана Беличанец од 31 октомври ќе биде прикажан и во кината на Синеплекс. За наградите кои вечерва ќе бидат соопштени одлучува жирито во состав на режисерот Јани Бојаджи и Јасмина Проедру и Дорина Оарга.